Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Јаким Недалков, председател на СОНГ, Наталија Андонова, сертифициран астролог, и психологот Деспина Стојановска. Останете со нас до 11 часот. Еве сме повторно назад. Добро дојдовте, почитувани гледачи, после вестите. Ние тука со гостите додека да се организираме, навистина имаме едно доста интересно друштво. Верувам дека ќе уживате во разговорот, како што и јас уживав, еве додека се сместувавме со нашите гости, сите различни професии и некако нели тоа е убавината на емисијата, сите да бидат толку различни, па да видиме како ќе се вклопат во некои теми кои што ќе ги наметнеме овде во Здраво Македонија. Па да започнеме веднаш од дамата која што седи веднаш до мене, со која што се познаваме нели приватно, меѓутоа така прв пат сме на камера заедно и верувам дека сите оние информации кои што има да ги кажете како ќе ви бидат доста интересни со оглед на тоа што ќе зборуваме малку повеќе за енергии, за астрологија, нешто за кое што многу ретко, многу ретко можам да кажам сме зборували овде на телевизија, а секој помалку го интересира. Тоа е Наталија Андонова, која што прв пат овде во Здраво Македонија. Ми навистина многу драго што на тебе одлучи да дојдеш да бидеш наша гостинка. Добре дојде. И баш пријатно и убаво се осеќам. Мило меша поканите. Што велат звездите? Ќе имаме љубова емисија денеска. Да, секако. Добро, ќе видиме тоа. Да, секако продолжуваме понатаму со господинот кој што често не бил, не ни е прв пат гостин и многу често ќе се гледаме затоа што навистина темите кои што ги отвараме со него се секогаш актуелни, можам да кажам. Јаким Неделков, председател на СОНГ. Господине Јаким, добро дојдовте. Добро најдов, благодарам на поканата. Како сте? Па овакво друштво не смеам да се пожалам. Да, одлично, да. Благодарам. Така е, одлично. И ја имаме и Деспина Стојановска, психолог, жена со која што ќе зборуваме на онаа тема за која што зборувавме и рано наутро, тоест односно ќе отвориме ние многу теми, меѓутоа ќе се надоврзаме на темата за тоа какви емоции пројавуваат децата во своите детски години, кога нивните родители живеат можеби во некој токсичен однос, во токсичен брак, што се случува кога родителите се разведуваат и така натаму. Ќе потсетиме и темата малку подоцна, а верувам дека ќе уживаме во разговорот. Деспина, добро дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Како сте вие? Одлично, благодарам. Баш ми е драго што гостите се денеска одлично расположени. Роберт ќе биде заедно со мене. Роберт, вака официјално пред камера. Знам дека се ти одлично. Еве добро утро и за тебе. Поздрав, да, добро утро. Одлични гости, убави теми, така да гарантираме дека ќе имаме наистина зошто да се дружиме и да ги повикаме гледачите да останат до крај со нас. Да, токму така, јас би сакала, еве, ние планиравме да почнеме со Јаким, меѓутоа нема да почнеме со Јаким, затоа што имаме две теми, две дами, се извинувам, со кои што би сакала да започнеме, еве со Ната, затоа што вака ни кажавме дека нели е прв пат и овде гостинка кај нас во студиото. Ната, вие сте Наталија, затоа што јас и приватно се знаеме нели Наталија, астролог и енергетски психолог. Ние кога зборуваме за астрологија, барем вака од моето познавање, ја верувам дека и гледачите ќе се согласат, нели хороскоп, сите читаме хороскоп, што ќе ни се случи денеска и сега луѓето си имаат нели секој своја идеја за тоа што е астрологија, дали е наука, дали не е, во што да веруваат, во што да не веруваат. Меѓутоа јас мислам дека секој, не верувам дека некој што си го познава хороскопскиот знак не си пронашол нешто кое што е леле јас сум таква, леле јас го правам ова истото. Колку луѓето се запознаени дека астрологијата не е само да читаме хороскоп, нели секој ден што ќе ни се случува, туку е многу повеќе од тоа. Да, многу повеќе секако и мислам дека многу малку се луѓето запознаени што е всушност астрологијата, што е позадината на самата астрологија. Не е астрологијата само хороскоп, нели што читаме по весниците. И ако веќе нели чита некој по весници или по нели портали каде што ние астролозите објавуваме, подзнакот е тој што го прво представува човекот или самата личност, подзнакот е тоа, а тоа се добива по точното време на раѓање. И сега кога ќе читаме ние хороскоп во весник како веќе читаме, подзнакот ни е да речеме, не знам, ајде да речеме Шкорпија. А сонцето се наоѓа во Овен. И сега ја не се пронаоѓам во Шкорпија, не се пронаоѓам ни во Овен. Зашо? Се наоѓам во некоја си друга нели област. Месечината ми се наоѓа во Близнаци. Тие се три, значи читаме прво подзнак,
кој е подзнакот, читаме сончев знак или кој е временски период од годината, сме родени, читаме месечина. Тие се 3 карактеристики каде што може карактеристиките и особата да се опише каква е психички, физички, едноставно да се пронајде на некој начин. Значи не го читаме само хороскопскиот знак, туку треба да знаеме што сме во подзнак. Јас сум пример близнак, родена сум во сончев знак близнак. Близнаци има пуно. Во тие 24 сата што да речеме на мојот датум има барем уште 10. 30 дена е близнако, од тие 30 дена барем уште 30 души во таа болница се родиле. Во најмала рака. Дали сме сите исти? Еве една интересна информација. Јас и Роберт сме родени на исти ден, 31.3 и двајцата славиме роден ден во исти ден, а сме многу различни. Тоа е тоа, точното време на раѓање што го одредува подзнакот. Исти ден точно. Тоа одредува. Ти што си во подзнак, Роберт? Не сум те прашал. Лав мислам. Јас сум стрелец. Значи различни сме. До толку знам. Не знаеш сонцето и месечината? Не знам. Јаким, што сте вие во хороскоп? Јас во хороскоп бик. За во реалност не ме прашувам. Вас пари ви интересираат, јас тоа знам. Биковите сакаат финансии и убавина. Не. Убавина може. Пари кои не сака, него не е тоа. Еве како му делува подзнакот, видиш? Ама знаете ли што сте во подзнак? Не знаете. Он кажува што мој сончев знак роден е бик, ама подзнакот не го знае и сега ти викаш бик. Не. Значи подзнакот ви делува. Треба да провериме после тоа. Сега подзнакот да видам сонцето кога изгреало и месечината. Кога сте родени, претпоставувам, ја така гледам, да. Да. Првиот здив на раѓање е нашата таа мапа или нашата животна енергија, каде што ја викам енергетска мапа, каде што ја дава целата слика во нашиот живот, се што можеме ние. Тоа се потенцијали, предизвици, можности, се што значи ние живееме. Али сето тоа може да се менува. Менувајќи енергијата на секоја планета, ние го менуваме нашиот собствен живот. Значи ова треба да го слушаме почесто. Јас би сакала Деспина да ја прашам, еве како психолог, што е во хороскоп? Јас сум лав. Подзнак? И по тоа што го знам и во подзнак сум лав. Значи дупли лав. Не знам што тоа значи, ама. Јас знам. Сопругата ми е лав. Јас знам. Исто. Ето. Треба да се запознаеме со сопругата. Да. Може би има. Сега не знам, знаете како викаат, два остри камења жито не мелат. Да не се скарате, не Затоа знам. велам, не знам што значи и не знам како Јас кажам. ќе се пронајдам со дупли лавови. Да, и дали вие лично верувате и што вели од психолошка гледна точка за астрологија? Го слушам разговоров пред малку и јас сум од оние помалку упатените. Јас сум од тие што читаат од љубопитност хороскоп. Не многу се разбирам. Психологијата не е во многу близок, да речам, во многу блиска корелација со астрологија. Меѓутоа, зачудувачки е во некои ситуации, во некои примери, колку на вистина имаат влијание тие звезди, сонце, месечина и така натаму како сме родени. Така. Знате, нешто за дупли лав вака најопшто што може да и кажеме, еве Деспина не е многу Храбра и упатен. амбициозна право. Дали сте храбра и амбициозна да прашам? И искрена. Па, искрена сум. Да, искрена сум. Храбра до толку доколку што можам да бидам. Стравот, стално велам дека стравот е наша основна емоција која што не штити од опасност и не сакам да го негирам стравот, така што си дозволувам некогаш и да бидам исплашена. Амбициозна, немав за мене впечаток дека сум амбициозна, меѓутоа кога ќе се вратам наназад низ годините и гледам што се сум направила, викам, боже, па јас сум амбициозен човек. Браво. Ето, веројатно да, не. Не анализирајќи се премногу себе си, но според она што сте го постигнале, да. Так. Што вели хороскопот за минимална оплата? Јас извинувам, само ќе станам да и пошто затоа што имаме Може. кафиња, вие продолжете со разговор, Може кафињата да се готови. пиеме заедно се разбира. Може ја и ти пиеме рано наутро, гостите да ги послужиме. Да? Јас за мене ќе кажам она што колешката ваша Елена кажа дека Повелете. благодарам. Бикот се карактеризира со среброљубие, со сакање на пари. И јас би кажал спротивно на тоа дека бикот го карактеризира упорност. Работа на долги стази. Така? И сега го поврзувам вашето прашање во однос на минималната плата. Да. Што ќе биде, како ќе биде и која висина ќе биде и така натака. Извинете, Ние вака се работиме само на шекерот. долги стази. Благодарам. На долги стази работиме, значи
не сме брзоодна машина која што во одреден период дава резултати и многу брзо согорува. Тоа се брзоодните машини. Да кажеме, така да минималната плата ќе расте и расте континуирано, меѓутоа јас би сакал, моја желба е да расте врз основа на економски показатели, а не на политички одлуки. Дали е реална таа она барање што е од 500 евра сега, моментално? Се не знам дали е реална и не знам врз основа на што се темели тоа барање. Дека сакаме сите повисоки плати, сакаме, тоа е факт. Апсолутно. И многу се злоупотребува изјавата на еден мој колега дека нашата конфедерација на слободни синдикати била против зголемување на минималната плата за 500 евра да биде. Тоа е злоупотреба, навистина злоупотреба на ставови кои што не се такви. Ние сите сакаме 500, јас некти во една емисија Кажа ти 600 сакаме. Кажа 600 дека сакаме, да. Зошто да не сакаме? Кој не сака најниската плата во државата да е 600 евра, аналогно на тоа сите плати да се подигнат за одредено ниво и некаде просечна плата да биде не пониска од 1000 евра, апсолутно. Сите сакаме. Меѓутоа, дали реално е тоа? Дали ние да идеме со популизам, да ги лажеме луѓето и да бидеме многу силни борци за работнички права, или да гледаме што е реално и колку може реално да издействуваме? Ние го одбравме на второто, каде што не сакаме да лажеме, бидејќи досега и не сме лажеле никогаш, а од сега да градиме кариера на лаги апсолутно ни на крај паметни не ни паѓа. Има коњи за трка, има коњи за парада. Нека парадираат, нека кажуваат колкава треба да биде висината врз основа на желби, така да дали ќе биде и колку ќе биде, оставаме сепак економијата тоа да го диктира, не ние навијачи од страна. Имавте состанок во владата пред не знам неколку недели, па излезе на крај дека сте се раскарале меѓу себе и не сте успеле да се договорите ништо со премиерот. Не, Да видиме премиерот што е во хороскоп, може не им одговараат знаат. Не сме се раскарале, тоа се Бидејќи имавте различни изиси, она што го спомнавте. Значи, тоа се два различни начини на функционирање и на гледање на работите. Пред малку тоа го пообјасни малку. За волја на вистината, тие другите со кои што условно сме се скарале, се многу кротки и мирни таму кај што треба да бараат и да преговараат. А пред медиуми се многу силни. Зовеме се само? Например, вие ги спомнавте, јас не. Добро. Така да и тоа е некоректно према јавноста, према оние кои што им веруваат. Им веруваат на лаги, на популизам. Ама тоа на народот, на гладниот народ му годи и велат, да, гледате овде име на луѓе, гледате колку се борат за нас. Не се борат за нив. Агендата е друга. Добро. Така, Деспина, јас кога зборуваме веќе за финансии, сакам да ве прашам што вели психологијата за парите, затоа што јас имам чувство дека нели ние цело време сакаме зборуваме за пари, сме обседнати, сакаме што повеќе и нели некако мислам дека луѓето толку многу сакаат да заработат што понекогаш забораваат дека во животот има многу не знам, некако како работите во кои што треба да уживаме се бесплатни. Еве сега не знам точно како да го формулирам прашањето, по од ваша гледна точка сакам да кажам затоа што да сите сакаме пари, нормално ние не можеме да го замислиме животот, меѓутоа не е се во парите. И тоа некако како да го забораваме. Зависи какви вредности негуваме како луѓе, како растеме, што ни станува значајно и важно. И од друга страна кога луѓето ќе се научат на еден комодитет, да речеме, со повеќе пари, со поголем прилив. Никој до сега не сум чула да рече доволно ми е, ова ми е доволно за да имам убав и комотен живот и не се трудам повеќе, туку секогаш линијата се зголемува и оди и погоре, па сакам и повеќе и тогаш стануваат предмет на споредба оние луѓе кои што и повеќе имаат пари и повеќе, така што тој круг на алчност веројатно нема да застане. Меѓутоа, онаа популарна психологија или позитивна психологија или како и да е, многу има начини, брзи рецепти како луѓето да заработат пари. Јас многу не верувам во тоа. Верувам во она да ги пронајдеме нашите вистински вредности, да видиме што нас ни е потребно, да влеземе во контакт со себе и да видиме како ние можеме да го уживаме животот. На некој навистина можеби му се неопходни пари, меѓутоа заборава или запоставува многу други значајни работи.
Или пак оној кој што воопшто не се труди да нешто заработи. Знаете како велат, барам работа, молам Бога да не ја најдам. Значени работи како децата. Кои што, да, веројатно се научени на еден друг вид на комодитет, а тоа е да уживаат во другите ситни нешта во животот, да очекуваат некој друг таа сигурност финансиска да ја задоволува за нив. И секој човек со својата приказна, секој на различен начин. Ги спомнам децата, бидејќи сакам да се надоврзам на она што го каже Јелена во самата најава за оние алармантни бројки на детската амбасада Мегеш и околу јавувањата на деца до 9 години на нивната СОС линија Ало Бушевко, каде што покажува страв, несигурност, анксиозност, збориме за деца до 9 години, самоубиствени мисли, притоа вперувајќи го прстот најчесто во родителите, во семејството, во некакви дисфункционални средини. Каде тука грешиме за да можеме работите да бидат подобри? Збориме за најбитното за нас, а тоа се децата. Така е. Целосно дисфункционално семејство не постои, исто како и што не постои целосно функционално семејство. Сите ние на различни нивоа некако функционираме. Да. Меѓутоа, оние нивоа на дисфункционалност можеби се нивоа кои што детето ги забележува и кои што силно влијаат на неговото расположение, на неговите емоции, на неговиот развојни задачи и така натаму. Се согласувам дека се зачестени тие апели од страна на децата вперени или кон родителите за потреба од љубов, потреба од внимание и сега ќе се согласиме сите дека динамиката на нашето живење, работното време до 17-18 часот па и повеќе не дозволува да се дружиме и да имаме контакт со децата онака како што ќе речеме на времето ние сме го имале и да се руча заеднички дома, да се негуваат тие семени ритуали, семени рутини, за да може да го следиме детето и да видиме што него му е потребно. Меѓутоа ме радува и ме охрабрува моментот што децата кажуваат, што децата зборуваат за тоа што не кријат во себе. Многу е поопасно ако детето сето тоа го процесира и го размислува и страда самото во себе без да каже на глас, а веќе кога ќе каже на глас, тоа е првиот чекор кон решавање на проблемот. Секој родител ќе се запраша зошто моето дете да страда, зошто да биде тажно, нерасположено, неуспешно, зошто да се изолира, повлекува, да е анксиозно и така натаму. Па веројатно тоа е и алармот за да направи некаква промена родителот дома. Да. Јас би сакала да прашам, кога веќе зборуваме за темата, Наталија, ние во изминатите неколку месеци, па и денеска, нели, и се онако што го читаме наназад, читаме за имам чувство како да има некоја многу лоша енергија во нашата држава. Да, ние може астролошки да зборуваме за нас со денови, меѓутоа ајде да се вратиме за тоа што кажавте дека сте и енергетски психолог. Каква е енергијата кај нас во државата, затоа што да почнеме од почетокот на оваа година до мај, 4 месеци сме, некако многу несреќи една по друга ни се случија. Има ли тоа некаква поврзаност? Па не би се надоврзала нели као на ниво на државата, него ќе кажем на чисто глобално транзит на 2025 година е период каде што е промена на светско ниво, значи не е само на Македонија. Македонија од реде нагол е на некој начин активирана, али не би сакала да идам на ниво на држава, него чисто глобално. Значи имаме ние неколку планети што прават ингрес, што прават премин во нов знак. И сега кога има, тоа може да се случува сега како ти кажам. Ако Сатурн како планета има 2,5 години да поминува во следен знак, ако Уран има 7 години, и ако Нептун има 14 години. Значи секоја планета има различни години. А Плутон исто има 20 години. И сега сите тие планети, значи имаме временски периоди, може да се случи една година ќе пројде Сатурн, следна година ќе пројде Уран. Ние имаме за 4 месеца. Ние имаме на 30 март сега имавме Сатурн, имавме Нептун, сега на 9 јули имаме Уран. Плутон веќе ни беше сега 24 ноември. Тоа се 4 моќни гиганти планети каде што имат ноќна енергија и делуваат на ниво на човештвото. Не е на ниво само на држава, на човекот, на психологија, на самата земја на државата, на земјата како планета, како континент, значи се. Тоа самите промени едноставно што се случуваат, енергијата што ја носат сите тие планети, прават
промени, али као на спонтано ниво. Се местат нештата да дојдат на некое си ниво каде што треба. И сега они имат нели циклуси, да речеме Плутон има 250 години циклус. И сега последниот пат пред 250 години Плутон кога бил во Водолија, значи збореме за крај на 1700-1800 година. Кој временски период било тоа? Француска револуција. Пример ставам, така ми дојде сега во глава. Како се е случувало? Тогаш доаѓа временски период каде што почнува да е нагласена материализацијата, значи што се збори. Тогаш почнува индустријата, тогаш почнува, значи сите моќни работи веќе да функционират. Од тогаш доаѓа. И сега, значи, следните 20 години, како Плутон влегува во Водолија, значи следните, мислам до 2043, мислам ќе биде во Водолија, па ќе премине во Риба. Значи, имаме некаде 40-50 години трансфер на едноставно на живото и на луѓето и на земјата на се. За кога после таму 40-50 години ќе влезе во овен или нов круг ќе почне да прави, се треба да биде различно. А ние, ја викам, ние сме благословени што живееме баш во временски период. Не се често случува да е во една година 4 гиганта да преминуваат. Значи тоа е било може пред 2-3 века. А ние живееме во време каде што тоа се случува. Значи ние сме благословени да можеме да ги менуваме нештата, али свесно. Не да се држиме на тоа. Така, да, се иде на подобро. Секогаш е на подобро. И чекор напред кога правиме, ние не правиме чекор напред за да очекуваме назад да се вратиме. Правиме чекор напред за напред. Значи планетите идат напред. Енергијата иде напред, а од нас зависи како ние ќе акумулираме. Ќе дојдат ли подобри времиња за Македонија? Тоа сакав да прашам, затоа што цело време лоши работи се случуваат. Не, се е лекција. Не е лошо. Делува лошо, за нас во моменту изгледа лошо, ама всушност е лекција. Всушност е лекција каде што ние треба сето тоа да го процесираме, сватаме зашо. Зашо се сето тоа случува? Има причина, има зашто, а тоа зашто секој пат има затоа. И сега не е секој пат видливо, или кој што викат, не е се како што изгледа во моментот, дозволи време да се види сето тоа. Времето почнува да покажува, времето почнува да ги дава сите тие работи, али ние се уште не сме свесни и ќе ни треба барем уште некое време да го сето тоа процесираме и 27-28 века кој ќе дое, тогаш ќе сватиме, као времето на короната што ни изгледа 20 години уназад, така било пред 2 години. Така да иде на подобро. Да, за мене цената е многу скапа што се плаќа. И короната, и овие настани, што се случија пред некој се е период. процес. Од 20 до 26 година се тие промени што сите 6 планети проаѓаат во различен. Не знам, ја мислам дека до сега ужас годинава. Некако многу лошо почна, многу лошо уште трае, да. Несреќа по несреќа, отвори вести, несреќа, Facebook, само тоа само повеќе погреби од породендени, значи страшна работа. Сериозно ти кажам. Така е. И да, ако треба да научиме некои лекции, дајте да ги научиме побрзо веќе тие лекции, за да не оставаме. Како доаѓа тоа? За нешто да започне, значи треба, ево сега ќе се почне да се прави една куќа, да речеме. Ние куќата ја градиме врз рамно земјиште. Копаме. Зашо копаме? Зашо ја пробиваме, повредуваме земјата? За нешто да се направи, да се изграде добро. Може да ќе биде болница, може да ќе биде дом за деца, може да ќе биде куќа. Нешто, значи ќе функционира. Зашо ја повредуваме земјата да ја боли? Видите каква аналогија. Јас стално кога ќе кажат луѓе дека ги чека некоја промена, некој нов период, велам очекувате дека ние ако сакаме да стигнеме од точка А до точка Б, патеката измеѓу е патека на хаосот. Затоа што се што било на точка А веќе не важи, а ние сме научени со такви механизми да функционираме, а се што е на точка Б се уште не ни е познато и треба период да се адаптираме. Често луѓето во тој период на хаос знаат да се вратат назад, вели не е добро на точка А, ама барем знам како да се справам и како треба. Да. И сега ова интересна метафора што ја кажавте, јас им велам на клиентите, знаете, тоа е исто како да треба да кречите дома. Што правиме за да го освежиме просторот? Прво правиме хаос. Треба да растуриме за да можеме потоа да соредуваме и да биде убаво. Так. Ја им се случували хаоси во сонг с промените, нели, за да се донесат, за да биде се на подобро, нели, треба малку. Па сега искрено ме утешивте и сега сваќам дека тоа е нормално што се случува и на наша синдикална сцена, да. Само храбро кон точка Б. Па добро, курсот ние и кормилото цврсто го држиме во своји раце, иако има ветришта разноразни, се обидуваат
и цунами да предизвикаат, па некој има развигорче, ветра и така натака, меѓутоа правецот ние... Како во СОНК ситуацијата? Еве имавте големување на плати, ветувања, колективни договори, крај на школска година, си исполнили она што беше наназад договарано, преговарано? Вака се, СОНК е еден гигант, би рекол, синдикален, кој што има над 600 синдикални организации, кои што застапуваат дејности од детска заштита, од основно образование, средно образование, култура, високо образование и наука. Затоа велам гигант, не заради тоа да се пофалам колку многу членови имаме. И е специфична организација сама по себе во однос на организирање за да функционира, така како што треба да функционира. Ние се обидуваме децении уназад успешно да функционираме, особено би рекол последнава деценија каде што почнавме да се движиме со не би рекол крупни чекори, меѓутоа со чекори од точка А до точка Б. Од 20 година, да речеме од 2020 година, пред короната практично, до денеска во основно и средно образование имаме зголемување на плати приближно 70% кумулативно збор. Добро. Тоа е добар исчекор од она што било за 5 години. Процентот сосем мислам дека е успех, тоа да не беше СОНК да не действуваше со своите инструменти, синдикални инструменти на делување, сигурно и ќе не беше така. Колективен договор за култура имаме подпишано, кој што е еден од најдобрите на национално ниво. Колективен договор за високо образование и наука, прв подпишан после 100 години што велат. Добро. На национално ниво, колективен договор за детска заштита, каде што имаме исто така еден одличен текст од колективен договор со регулирање на многу работнички права во дејноста детска заштита, така да полека се поместуваме кон точка Б. Меѓутоа, на разноразни ветренца и ветришта не им одговара успехот на СОНК, па постојано се обидуваат нешто да чепнат вамо, чепнат тамо. Ама тоа е предоставно дека сте навикнати на такво нешто. До сега. Па сега во најавната шпица која детектирав дека е слика пред 15 години, малку повеќе имав коса и многу поцрна ми беше косата. Сега сум тако како што сум, со многу повеќе килограми, не од удобностите кои што ги уживам во синдикатот, него повеќе од седење, многу помала физичка активност, работа која што не знам, психологот или сега можам и астрологот да го наречам психолог, бидејќи имаше доста интересни тези кои што и да задираат во психологијата, тоа е моја проценка. Значи, кога ми е најтешко, јас тогаш можам да спијам. Кога имам најмногу проблеми, тогаш и јадам и спијам, што некој апсолутно е лав во лав, тоа не може да го направи. Бар еден пример знам. Ајде само да брзаме за она што беше актуелно и ќе го завршиме тој дел со околу платите, со неисплаќањето на платите на културните работници. Да. Вие побаравте средба со министерот Лутков, се слуштавте, се договоривте, иако нели кажа дека се исплатени. Но имаше штрајк. Протест. Не, немаше штрајк, тоа беше протест, изразување, јавно изразување на незадоволството на колегите од другиот синдикат. Ние не излеговме, тоа беше првиот ден после Великден и по мене немаше некој смисол, бидејќи бевме во релација со министерот и знаевме дека имаме проблем и дека проблемот ќе го надминеме. Така? Сега јас па е она што го зборував преска за пред јавноста да излезам голем синдикалец, сега протест да правам, а кога веќе со министерот сме разговарале, детектиране проблемот, која е логиката протест да правиме и небитно. Битно е дека платите се исплатија, битно е дека проблемот целосно не е решен. Дека така како што добиле насоки од Министерството за финансии, фали уште некој промил за да биде комплетен решен проблемот и тоа да се легализира. Односно, тој проблем што предизвикува проблем 2 години уназад, наш предлог беше и е прифатен, се надевам, од Министерството за култура, бидејќи колешките што работат во Министерството рекоа да, тоа е
вистинското решение. Значи, тоа што представува проблем треба да се легализира и да се стави во колективен договор и за идниот март да немаме никакви проблеми. Добро. Имаме на астролошко прашање. Секако. Кога бевме многу помлади, сега може некој сега чита тоа. Често читавме хороскоп за себе и за симпатијата. Или тој што ни се допаѓа таа да. Колку има ли вистина во тоа? Колку е тоа бидејќи кога мои пријатели видоа на најава еден од гостите кој не се вика баш ме интересира прашај тоа. Овен не одговара со риби, па не одговара не знам со лав. Бик со лав супер се совпаѓаат, пример е личен со дупли лав. Да, затоа што се различни, тотално различни карактери се, а замислете да се исти карактери. Па турниме да кинисам ќе биде работа да лавот кој што е спор, се извинам, бикот, сега бирам збори ќе ме... Да, чекај, тешко мене ќе биде чувствителна тема, Јаким, затоа те можеш. Ќе ве прочита астрологот Јаким на крајот на емисијата. Они се амбициозни, они се брзи лововите, они сакаат све да им биде под конец. Сега, Јаким за сопругата зборува. Да, тоа постоја сте лошо. Вака сега. Има ли вистина тоа? Треба да го викнам сопругот малку да поразговара. Не сопругата, јас знам повеќе лавови, сега немојте да откривам се. Добро. Секако. Тој дел да, вика се синастрија или взаемен хороскоп и повторно сега можеме ние да кажеме дека одговарат огне со огнен знак, значи стрелец, лав, овен. Значи можеме да кажеме на тај начин. Али најважното нешто пак ја кажа, важно е во таа синастрија што ја викаме ние, нели, тај взаемен хороскоп помеѓу двајца партнери, дали емотивната компатибилност, ментална компатибилност, психолошка компатибилност, значи која е нивната поврзаност, која е нивната заедничка потреба и која е нивната цел едноставно за таа врска да функционира. Може да има некоја цел да функционира, али има проблеми одредени каде што треба да се, нели, поминат едноставно. А за да се поминат тие некои проблеми, ние треба да копаме едноставно или проблем се создава во врската, па раскинуваме, па се разведуваме, па повторно се враќаме, па се мразиме, па се сакаме. Сега таа взаемна синастрија или таа, нели, заедничките натални карти се пронаоѓа кој дел е тоа што фале од таа емотивна компатибилност, за да може тај пар, машки, нели заеднички, да се надогради, да пронајде таа заедничка алка што треба да ги држи уствари нив. Никој случајно се не сретнува, никој без никаква причина не сретнува. Секој пат има некоја причина, па макар ако треба да поканеш во емисија, пример, за да се сретнеш нели со некого. Никој пат не е без причина, значи секој пат. И тај пар, без разлика дали е дечко, девојка, кој и да е, секој пат има некоја причина. Таа синастрија сето тоа го поврзува. Ако ваќе збореме нели кој што познаците, ове лав и стрелец значи може да одговарат као огнени знаци. Може да одговарат бик, вага, бик, јарец и девица, може да одговарат рак, шкорпија и риба, може да одговарат близнаци, вага и водолие. Али исто така може да одговарат и целосната спротивност, затоа што спротивностите нас не привлекуваат. Па овен и вага да се привлекуваат, или по бик и шкорпија да се привлекуваат. Може да бидат многу добри пријатели, многу добро да соработуваат бик и лав. А може да бидат и најголеми непријатели. Зашо? Заради тоа што бикот ја сака материјалноста, лаво ја сака амбициозноста. Се околу парите, Може да ги поврземе работа. Па човекот се бори за парите за работниците, затоа ама така е, парите се битна компонента кај бикот, барем тоа знам. Нема ништо лошо и во тоа. амбициозност, да се борам за парите кај другите, тоа е амбициозност. Ете така, сега баш имаше надворено прашање пред да влеземе тука, разговарахме. Која материјална состојба е највредната материјална состојба? И сега имаше доста одговори. Една од тие беше најголемата материјална, значи не постои, али најголемиот вредносен ресурс е времето и енергијата. Не можеме ние да вратиме дел од времето, нити пак да ја создадеме повторно енергијата што некој временски период. Значи материјалното е помош за да можеме ние да ги уживаме подобностите во нашето секојдневие. Али времето е тоа што секој пат не гази и енергијата ни е потребна за да можеме ние да функционираме. Значи најмногу, најважното е времето и енергијата. Како ние ќе вложиме и што ќе вложиме, тој ќе добиеме. Наталија, сакав да прашам каква е вашата едукативна позадина на себе ова кој што го зборувате, затоа што нели на почетокот кажав има луѓе кои што многу веруваат нели во астрологија, меѓутоа има и луѓе кои што пример, ове сум во хороскоп, ама
до тука застанува. Затоа што еве во вториот дел сакаме да разговараме што значат поставеноста на планетите. Веќе ако влегуваме нели која планета па во која куќа ти е. Затоа кажам нели тоа се оди многу во детали, не е само ти во кој знак си, туку не знам кај во која куќа ти е сонцето да кажеме. Сето тоа си праве. Да, што значат тие куќи и што значат тие планети малку подоцна. Меѓутоа сакам вашата затоа што сето ова кој што го зборувате, нели, од каде сето тоа доаѓа? Имате ли некоја едукација позади вас? Јас студирав во Институтот Јоханес Кеплер во Белград, таму дипломира. Самиот институт соработува со Светска астролошка организација ИСРКАП, тоа е една од неколкуте што фигурират на светско ниво и тоа е како испит или сертификат, значи признаен астролог, професионален астролог, значи со комисија од Вашингтон беше сето тоа го поменува, значи со диплома од Јоханес Кеплер, исто и енергетска психологија, значи таму заврши, работа со чакри, аура, меридијани, животински водичи или анималната природа во нас, значи сето тоа го таму заврши во Јоханес Кеплер и сето тоа е преку самиот таа ИСР. Тоа е невладино здружение астролошко, фигурира 50 години постоја. Така. И Македонија е, ја всушност 24 година го земам тој сертификат представник на ИСР во Македонија, што значи дека моментално јас сум единствен представник на ИСРКАП во Македонија. Така. Тоа ми интересува. Како? Затоа сте тука денес, нормално. Да. Затоа и сакав да им кажеме на гледачите дека нели не е секој дошол па сега кажува. Се не да ја ќе ми Да, кој што е. Затоа што и ми позадина. Кажавте и енергетски психолог, спомнавте аура, јас многу често сум слушала или што убава аура има овој човек. Што значи тоа аура и како да се прочита и дали таа аура има боја, затоа што до таму сум отишла, да. Што сум истражувала. Да. Затоа што секој од нас има овдека своја енергија. Има секако, да. Аурата, вака сега, ние прво имаме чакри во телото, значи ние имаме 7 чакри, или нервни вртлози на одредени точки на рбетниот столб, каде што последната, нели, 7 чакра крунска ја кажуваме на самото теме, или бебето кога се раѓа едноставно има отвор. И сега тоа е таа 7 чакра, значи бебињата се отворени, они се чиста аура. Чиста, мислам, енергија што ја носат. Али имаме ние и 3 чакри надвор од нашето тело, значи имаме етерично тело, имаме астрално тело, имаме каузално тело. Тоа е тоа. Тие 3, каде што на нас ја создаваат аура. Ти во природна смисла нашата аура треба да биде, нашата аура треба да биде, значи колку ние двете раце кои ќе ги расшириме слободен простор, значи толкова е нашата аура. Или нашата енергија има боја, со тоа што ако прва и 7 чакра ги поврзаме, ние ја добиваме заштитни слои на каузалното тело. Или тука не заштитува од сите одредени делови надворешните услови. Или ако поврзаме втора и 6 чакра, значи ние активираме 9 чакра или го активираме тоа астрално тело, каде што ние имаме можност да влеземе во протокот на информации или да можеме појасно визии, интуиција да активираме. Или ако активираме 3 и 5 чакра да ги поврзаме, ние го активираме тоа етерично тело. Па тука ние можеме многу брзо и многу лесно да ги процесираме информациите, емоционално да ги чувствуваме другите луѓе, кои што викат емпатично, само чувствувам ги, осеќам ги. Можам да знам што мисле. Сето тоа, значи, таа аура има боја. И се која ни е на нас активирано, значи, повеќе, каде ние имаме енергетски повеќе дадено фокус, едноставно таква ни е боја и аурата. Која е најубава боја да има аура? Виножитото за мене сите бои. Добро. Ќе продолжиме понатаму за нашата емисија. Овде правиме кратка пауза, почитувани гледачи, останете заедно со нас.